Да ви кажам дека навистина имам голема чест и задоволство после 5 години истражување на локалитетот Соцев камен, еве за прв пат да зборувам во јавноста за една локација која е навистина многу извикана, имаше доста медиумски ексеси, особено изјави од некои наши колеги и препукувања во медиумите што таа представува, и јас би сакала, кога веќе почувам да зборувам за Соцев камен, да ви дадам една представа каде се наоѓа тој локалитет. Значи, Соцев камен се наоѓа на 25 километри од Кратово. Всушност, неговата местоположба е скоро на средината помеѓу Куманово и помеѓу Кратово во познатата така наречена Кратовско-Злетовска област или област со карпи од вулканско потекло. Ова го споменувам бидејќи ќе биде значаен како податок, како информација за малку подоцна. Ова е еден 3D модел кој што е изработен од нашиот соработник, долгогодишен професор доктор Ивица Милевски од Институтот за географија. И за да се стигне до локалитетот е многу лесно. Час и половина од Скопје по асфалтен пат ќе дојдете до самата локација, но потоа ви треба уште половина час да гледате карпата за да стигнете до незе. При тоа го поминувате исушеното речно корито на реката Врли, која што некогаш било езеро и самата карпа Соцев камен комплетно ја покривало со вода. Ова е карпата, која што денеска е археолошки локалитет и светилиште. Изглед и таа има некаде околу 350 до 380 метри во висина, некаде на 481 метар надморска висина се наоѓа. Геолошки гледано представува вулканска карпа составена од андезитски игнимбрити и туфови. Староста на оваа карпа е 6 до 10 милиони години и она што е значено и што е интересно е околу целата карпа имате голем број на пештери, тоест подкарпи, од кои што голем дел од нив во минатото биле населувани. Вие вака ја гледате карпата и не добивате можеби впечаток. Се надевам дека некој од публикава веројатно бил или го посетил Соцев камен. Кога ќе стигнете таму, воопшто не е наивна посетата на Соцев камен, бидејќи само по дното на карпата да пешачите ви требаат час и половина за да ја поминете карпата долу, а не за да ја истражите целата. Овие две така наречени пештери, мала и голема, од мештаните се прилично значени бидејќи денеска се без седиментација, но некогаш во минатото всушност биле затворени, биле пештери и постои голема можност да биле населувани. Карпата од сите страни ги има овие подкарпи или полупештери така наречени, од кои што некои од нив дури имаат и сликарство. Во секој случај, ова така наречена голема пештера е прилично интересна. Таа е без седиментација. Ова е погледот кон околината. Всушност, кога ќе застанете, мештаните ова го нарекуваат платформа и ќе погледнете, ги гледате карпите во околината, но она што го гледате всушност се останци или остатоци од матичата карпа, која што е поврзана со Соцев камен, а мештаните ги интерпретираат како мегалити. Исто така по должината на целата карпа имате едни како мали отвори со отприлика димензија 10 на 10 см и висина некаде околу 5 см. Тие се природни, тие се нарекуваат денудатиски влабнатини и се многу типични за вакви карпи од вулканско потекло. Ги имате насекаде низ Македонија. Ова го кажувам бидејќи многу често мештаните и квази археолозите знаат да ги интерпретираат како места на кои се ставале столбови, па се правеле некакви платформи или шатори и така натаму. Значи станува едноставно збор за една природна формација која што можено и не мора да била употребена во минатото од луѓето. Но она кое што е многу значено да се забележи на Соцев камен е обликувањето на карпата или дотерувањето всушност на карпата во форма на скалила. Кога ќе појдете таму на локацијата, бидејќи јас имав честа и можноста да работам во исто време и со палеонтолози, со геолози, со геоморфолози на истражувањето на Соцев камен, ви станува јасно дека ова не е направено пред 100 години, туку е направено пред неколку илјади години, но не можеме да кажеме точно кога. Бидејќи самата карпа ни дава информации
за одредени активности на човекот, но не можеме да ги поврземе со било какво датирање. Во секој случај, значи, карпата од сите страни е изделкана, овдека, ова што го гледате, се делкање и дотерување на карпата во форма на престоли. Земете го во тоа во наводници, бидејќи тоа се места кои можеле да служат за најразлична намена во минатото. Потоа, уште едно делкање и дотерување на карпата во форма на скалила. Ова е важно, бидејќи кога ќе се качите по овие скалила, во едниот дел на карпата, доаѓате до базени, кои се наоѓаат на различни нивоа, кои што се фино обликувани, кои ден денеска собираат голема количина на вода дождовница. На еден друг дел од карпата, кога ќе се свртите, значи, може да се забележи црвено-фигурална карпеста уметност. Не може да се тврди од кој временски период е, можеме само да предпоставиме дека е од праисторијата, базирајќи се на некоја сличност со ваков тип на карпесто сликарство, кое што е пронајдено во околината на Македонија, во другите балкански држави, но сепак ќе остане предмет за дебата и за понатамошно истражување. Во однос на датирањето на Цоцев камен, ова е локалитет на кој што се живеело од праисторијата па некаде до доцниот среден век. Она што прво се забележува кога ќе стапнете на локалитетот, тоа е огромното количество на кремен материјал. Значи, во буквална смисла, како одите по земјата, така буквално ги ринете камените или кремените алатки од површината околу локалитетот. Овие кремени алатки се поврзуваат најчесто со праисториските периоди, мезолит, неолит, енеолит, бронза, железно време, но ги има секако до доцниот среден век. Некои дури се употребували до 80-тите години, што за пушки кременјачи, што за палење на кремен кај местното население. Меѓутоа, исто така, пронајдени се предмети, тоест артефакти кои што ни сведочат за праисториската активност на човекот. Тоа се наоди од мазнет камен и од абразивни орудија, како и површински наоди на керамика од неолитот до доцниот среден век, кои што буквално ни сведочат дека на оваа локација постојано, во помала или поголема мера, се живеело. Во последните 2-3 години на Цоцев камен се вршат археолошки истражувања. Ти се мали по обем, ги прави музеот на град Кратово и освен ова што го гледаме, веќе се пронајдени структури од енеолитот, од бронзеното време и оваа година од римскиот период. Следната фаза после детерминирањето и воведувањето на Цоцев камен во науката, бидејќи тој како локација е откриен во 1971 година од Душко Алексовски, кој што го има формирано Центарот за карпеста уметност, и само како еден мал пасос е даден описот на овој локалитет во археолошката карта на Република Македонија, кој што е публикувана 1996 година, но немавме никакви други информации до пред неколку години кога почна мојот личен и научен интерес за оваа локација. После рекогносцирањето или површинската проспекција или површинската детерминација на локалитетот, почнаа геоархеолошките истражувања на локалитетот Цоцев камен. Јас им благодарам на магистр Билјана Гаревска, на професор доктор Ивица Милевски од Институтот за географија, како и нашиот водич Стевче Донски, кој несебично со години ни помага во врска со целата логистика, врзана не само за Цоцев камен, воопшто за Кратово. Значи, од каде потекна да се направи таква една палеогеографска реконструкција на овој локалитет? Бидејќи најголем и најобемен материјал е кремениот материјал, кој што е мој предмет на интерес уште од студентски денови. Јас на тоа дипломирав, на тоа магистрирав и најверојатно на таа тематика и ќе докторирам. Како и да е, она кој што мене ме интересираше лично е во кој период Цоцев камен би можело најрано да биде населен и дали од она што ние го знаеме врз база на површинските артефакти, можело да биде населен нешто порано од неолитот. Неолитот во Република Македонија се датира околу 6-5 милениум пред нашата ера, а ова потекнува бидејќи во тие праисториски периоди исто така единствен материјал и најчест материјал кој се користи е кременот, тоест камениот материјал покрај дрвото, коската, рогот. Професорот Ивица Милевски направи една реконструкција на минатото, враќајќи го
географската или животната средина на Цоцев камен 150.000 години пред нашата ера до некаде 16 век. И ова е изгледот на карпата 150.000 години пред нашата ера, што значи дека она што денеска го знаеме како исушено корито на реката Врлеј било всушност едно езеро кое што покривало целата Карпа и некаде 150.000 години пред нашата ера тоа ниво на реката почнало да се спушта. Некаде околу 50.000 години пред нашата ера го имаме овој изглед на Карпата. Некаде помеѓу 50 до 15.000 години пред нашата ера веќе скоро целата Карпа била над водата. И некаде околу 10.000 години пред нашата ера, кога започува холоценот или нашата геолошка сегашност, всушност геоморфолошкиот изглед на Цоцев камен е ист оној кој што го имаме денеска. За да сумирам, бидејќи не сите од вас сте археолози или ве интересира и сте запознаени со толку едно длабоко минато од човековата праисторија, е дека ова што ви го зборуваме веќе публикувано. Значи, од десна страна е научен труд кој што говори општо за Цоцев камен и го воведува Цоцев камен во археолошката наука. Од вашата лева страна е еден труд кој што го публикувавме со професорот Ивица Милевски, имено токму на тема за геоморфолошките и геоархеолошките карактеристики на Цоцев камен. Но тоа ми даде уште една идеја. Бидејќи огромна количина на кремен материјал се наоѓа околу локалитетот, најверојатно е дека праисториските заедници мора да го користат како локален материјал, затоа што во Цоцев камен прво се наоѓа во еден регион кој што е пун со минерали и карпи од вулканско потекло кои што се соодветни за камени алатки. Ова што го гледате, што е ограничено како квадрат, тој е Кратовско-Злетовскиот регион, во кој што и ден денеска се наоѓаат голем број на рудници за метали и за неметали. И меѓу другото тука и Опалит, рудникот на кој што го спомна колешката Марина Спирова, Силекс, кој што се наоѓа на 5 километри од Цоцев камен. Иначе, за оние кои не ви е познато, Силекс е француски термин за кремен. И огромен број на други фабрики, помали или поголеми, за преработка на неметали и на метали. Тоа значи дека ресурсите кои што ги имал преисторискиот човек му биле во изобилство околу него, можел да ги собира и ден денеска се наоѓаат во огромни количини. Во еден момент минатата година направивме едно тенеско рекогносцирање заедно со студентите по археологија и при УКИМ и при УГД. Се собра површински материјал од Цоцев камен кој потоа послужи за една серија на работилници, но исто така мене ми послужи да можам, така наречено морфолошки, да ги дефинирам, да го дефинирам овој тип на материјал, за да ви упростам. Се работи за јадра од кои што се добиваат кремени алатки, посебно ова горе, кој што може да го видите каде што го држам, гледате фасетите од кои се одвојувале тие мали кремени алатки. Ова вака изгледаат нацртани. Од левата страна ваша ви се наоѓаат јадра, од десната страна рејувенациони артефакти. Вам тоа ништо не ви значи доколку не сте стручни во таа област, но мене овие артефакти ми сведочат дека на истата локација на која што се најдени во праисторијата постоела работилница. Тоа значи дека оној кој што ги делкал камените алатки најверојатно ги собирал во близината и ги правел на самото лице место, во рамките на некоја праисториска населба. Исто така, целата таа плејада на кремени алатки која што беше собрана од површината на Цоцев камен послужи за една серија на работилници за праисториска технологија, пак заедно со студентите од двата универзитети. Тие се случи оваа година сукцесивно во музеот на старата Скопска чаршија, каде што студентите имаа шанса и да научат, и да слушаат предавања и самите да го детерминираат материјалот кој што го пронашле и го собрале на археолошкиот локалитет Цоцев камен. Деновиве онлайн ќе се појави и една моја рецензија во престижното списание Journal of Lytic Studies, имено токму на оваа тема, како јас го доживувам презентирањето на камениот материјал пред студентите, што ти очекувале и што се случуваше на овие работилници. Како генерален заклучок би кажала дека
Цоцев камен е всушност една локација која што е спој од природно и од културно наследство. Прво самата карпа, потоа сите оние локалитети и артефакти кои што се најдени во блиската и во малце пошироката околина. Во близина се наоѓа археолошкиот локалитет Коњув, всушност кога ќе се качите на Цоцев камен, ротондата во Коњув вие на 5 километри воздушна линија, тука е Куклице, и веќе почнува да се размислува за еден проект целата таа Кратовско-Злетовска област, вклучително со овие локалитети, да се направи во така наречен геопарк, која што во моментот е еден начин, многу популарен во Европа, да спојот од природно и културно наследство им се презентира на луѓето, остане за следните генерации и се користи и во научните цели и во едукација. Јас ви благодарам за вниманието.